7 часот 44 минути. Денеска шефовите на држави и влади на 30 земји членки на НАТО се состануваат во Брисел на координација за следните одговори на војната во Украина и руската агресија. Некаде по 9 часот ќе имаме вклучување во живо од Брисел за да информираме за деталите околу вонредниот самит. А во продолжение најавувам нова тема во Македонија наутро и нов соговорник. Може ли воениот конфликт да донесе нова геополитичка реалност? Утрово од Брисел во живо ни се јавува Емил Киријас, подпредседател на Либералната интернационала и политички аналитичар. Емил, доколку се слушаме и гледаме, посакувам добро утро и добре дојде на овој начин во Македонија наутро. Велиш, веднаш започнувам и цитирам една твоја изјава дадена за медиумот Deutsche Welle, доколку Путиновата агресивна политика не ја разбуди волјата за интеграција на Западен Балкан во ЕУ, тогаш е и прашање дали навистина постои, велиш за Deutsche Welle, па би сакал ова да биде и увертирана она што ќе го разговараме денес до 8 часот во Македонија наутро. Посакувам уште еднаш добро утро. Добро утро на тебе и на сите во студиото. Жалам што не сум со вас саму во Скопје, меѓутоа моментот е таков дека сепак е подобро да се биде оде во Брисел, каде што се одвиваат важни разговори и за континентот, кои што секако се важни и за Македонија. Така, пред да почнат и твоите активности некаде по 8 часот го правиме ова вклучување денеска во Македонија наутро. Каква е атмосферата во Брисел? Сите овие 30 на дена откако почна целата оваа ситуација со Русија и со Украина во однос на политиките кон Западен Балкан. Дали забележуваш некои промени, бидејќи информациите кои што тука на домашен терен стасуваат како изјави и не се многу охрабрувачки, ако споредам со твојата изјава дека ќе се разбуди волјата за интеграција на Западен Балкан во Европската Унија? Каква е ситуацијата таму на лице место? Во моментот Брисел е, знаеш како, типично кога се случуваат самити дека голема гужва, се е блокирано, сите се помалку нервозни, особено сега бидејќи претседателот на Соединетите Американски држави Бајден е во градот. По паралела се одржуваат денеска и самитот на НАТО и Советот на Европската Унија, така да бидејќи е утринска програма за гледачите, многу важно да знаат каква се е заглавено, гужва голема. Меѓутоа, шегата настрана, гужва голема исто така во институциите, затоа што постои еден вид на забрзана динамика на разговори, преговори, размислувања, што и како ќе се случува на континентот по иднината. Се разбира тоа не засега на нас и на Западниот Балкан како нераскинлив дел од Европа. Сакали или не, географијата е таа, ние сме тука на Европа и во Европа и решавањето на украинското прашање секако ќе не тангира нас. Она што го разговарав уште вчера со некои од лидерите кои што беа пристигнати и го дотоцнав синоќ ја разговаравме, беше добро што очекувате вие, што е за вас брзо вклучување на Западен Балкан. Се разбира, тоа значи дека треба да се размислува надвор од оние стандардни шеми дека почнуваме преговори, па ќе разговараме 5, 10, 20 години, како што некои милуваа да кажат дека тоа ќе биде долг процес. Мораме да смислиме начин како земјите од Западен Балкан на брзина да ги вклучиме целосно во европските текови. Не значи само да се добие членска карта, не значи само да се добие пропусницата за да влезете во клубот или да влезете во парламентот. Значи да бидете внатре каде што се носат одлуките. Тука е македонската делегација за да учествува рамноправно на самитот на НАТО. Ќе беше добро да беше македонската делегација тука да учествува рамноправно и на самитот на Европската Унија, каде што ќе се носат и одлуки како Европа ќе се справи финансиски со оваа криза. Ние треба да го преживееме ова кризно време. Ние сме во воена состојба на континентот. Таа ќе предизвика економски големи последици. Ниедна држава сама нема да може да го преживее периодот кој што следи. Секако не може ни Македонија. Не сме исклучени, не сме изолирани. Мораме да бидеме внатре во системот. Ја мислам дека тоа разбирање се повеќе расте во Брисел. Дали тоа значи, можеме ли да бидеме оптимисти дека Македонија ќе го фати европскиот воз за јуни? Кои се твоите очекувања и прогнози според информациите и според анализите кои што може да ги направиш од разговорите и од атмосферата таму? Го спомна Deutsche Welle таму во интервјуто за возовите, направив еден циничен осврт. Реков кој воз да го фати Македонија во моментот. Оно е за полско-украинската граница каде што доаѓаат милиони бегалци
или да го фати возот за седиштето на Европската Унија во Брисел. Мислам дека станува збор за повеќе возови. Има едниот воз кој што е на најважен е кон членството во Европската Унија. Меѓутоа, кога говориме веќе за членството во Европската Унија, претпоставам дека на тебе, на сите оние кои што слушат, па и на мене веќе ми е досадно да зборуваме за таа тема само како таква. Мораме да сватиме што се има во тој воз, што сакаме ние, што бараме од Европската Унија, каква поддршка ни е потребна, зошто треба да бидеме вклучени, кои ни се проектите кои на нас не животни значат, каков треба да имаме систем за да биде функционален и компатибилен со ова што се случува овдека. Сака да го кажам зборот реформите, ама кога ќе го кажам реформите, повторно не сака да им биде лошо на вашите граѓани. Системот како ќе си го прилагодиме, како ќе си го направиме дома, да биде таков за да биде праведен и правичен за сите. Тоа е најважното, така се фаќа најбрзо возот. Тука сега нели имаме и доста игра на зборови, токму и во твоите изјави за Дојче Веле велиш говорењето дека процесот ќе трае со години или со децении веќе станува мантра која му оди во прилог исклучиво само на Кремљ. Како ќе ја коментираш и неодамнешната посета на Борел на земјите од Западен Балкан или неговата турнеја на посетите почна од Северна Македонија и токму делот неговата изјава нели беше не можеме да ви ветиме датум, но можеме да ви ветиме волја за старт на преговорите. Тој од овдешните аналитичари тука исто така беше толкувано како само на подгревање на оние тензии во ова наше општество кои што одат во прилог исклучиво само на Кремљ. Дали ти се согласуваш со овие констатации? Апсолутно, уште сношти ми беше поставено директно прашањето, затоа што тоа што го коментирав за Дојче Веле, го коментирав на повеќе настани и пред колеги овдека и добив директно прашање, добро, еве кажи, што е за тебе брзо? Што е за тебе брз прием на државите? Мојот одговор беше капа од пушка за 5 години. Значи, за 5 години најдете начин овие земји сите да бидат вклучени во Европската Унија. Веќе им говорев за еден предлог веќе пред 2-3 години. Дајте да размислуваме креативно. Наместо да ја гледаме чашата полупразна, да ја гледаме половина полна. Земјите да бидат вклучени во Европската Унија и како ќе ги исполнуваат сите оние стандарди кои што се навистина важни за функционалност на една држава, така да ги добиваат сите права од членството во Европската Унија, кои што им се небитни за граѓаните. Како што се, например, гласањето во парламентот или гласањето во Советот на Европската Унија или пак имањето на европски комесар. Значи, како ќе си го подобруваме и ќе го правиме системот функционален, така ќе ги добиваме сите тие придобивки. Но не да бидеме исклучени од финансиските и од политичките текови во Унијата. Тоа е за нас најважно, затоа што мораме да бидеме таму кај што ќе се носат одлуките, се разбира не на начин на кој што функционираме дома, парламентот си го блокираме, институциите си ги блокираме, не смееме тоа наше однесување да го донесеме овдека. Тоа ни е апсолутно јасно, не смееме ние самите да парализираме Европската Унија, не ни треба таков систем. Меѓутоа, мораме да бидеме вклучени за да успеат нашите граѓани да ги добијат истите придобивки како ние што ги имаат и во Малта, и во Шведска, и во Франција, и во Унгарија. Велиш исто така потребна е само волја, доколку целата оваа агресивна политика која што се случува изминативе денови на европскиот континент не ја разбуди во целост Европската Унија, тогаш ќе треба да си го поставиме прашањето дали тоа навистина постои. Свесни ли се европските челници за расположението на жителите од Западен Балкан, ги следат ли анкетите, ги плаши ли можеби сето тоа што од нивна страна се испорачува тука, не само што од нас се бара да испорачаме кон нив туку, дали двострано ја гледаат оваа комуникација и дали се свесни дека и тие можеби имаат свој придонес во растењето на евроскептицизмот, не само во Северна Македонија, зборуваме генерално за сите земји од Западен Балкан. Да, свесни се, не е дека се несвесни. И не само Западниот Балкан, целиот Балкан. Значи, ние честопати се гледаме самите себе си како единствена жртва на тоа што се случува во Европската Унија, односно тие некои глобални текови дека процесите не се одвиваат толку брзо. Еве земите ги нашите источни соседи, Романија и Бугарија, па и тие се жртва на неостварени ветувања, значи
на нив им беше ветено уште по приемот 2007 година дека кога ги исполнат критериумите, техничките критериуми за влез во Шенген, дека на нив ќе им биде возможено границите да се целосно да се тргнат, односно да можат да без пасоши и без никакви документи да патуваат внатре во Шенген зоната. Нити Бугарија, нити Романија, иако со години назад, иако веќе деценија назад имаат извештаи од Европската комисија дека ги исполнуваат условите за Шенген, едноставно се блокирани. Исто како што е Македонија, нашите соседи од север, од Косово, иако им беше ветено дека ќе им биде возможено да патуваат без визи во Европската унија, односно да го исполнат одредени критериуми, ќе бидат тргнати визите за Косово, се уште не се случува, значи па Косово па не е нема ни почнато процесот како што го имаме почнато ние. Свесни се, не е дека се несвесни, знаат дека целото забавено функционирање сушност е заради начинот на кој што е поставена Европската унија, кога вели Макрон често пати прво реформи, па после проширување, не е дека не е во право дека Европската унија треба да се реформира. Значи, навистина, вакви блокади не смее да се случуваат. Таа реформа на Европската унија за која што се збори е токму за да не се случува одредени земји, заради нивни избори, заради нивни внатрешни прашања, да ги блокираат целите процеси во Унијата. И тие два процеса навистина мора да течат паралелно. На нас не е важно, исто како што им е важно и на нив. Свесни се, затоа се работи забрзано и јас се надевам, како што рече Борел, ако сега не се разбудат, тогаш навистина проблем ќе нема само Западен Балкан. Целиот континент ќе има голем. На социјалната мрежа Facebook вчера објави фотографија од средба со европарламентарецот и известувач за Македонија Илхан Чучук. Што се разговараше, какви стратегии, мислења, планови споделивте за заедничката соработка помеѓу двете земји во иднина? Со Илхан сме многу блиски и работиме, значи, заедно, не се само македонско-бугарските прашања кои што ги тангираме. Илхан е председател на Европските либерали. Со него ги координираме сите работи како ќе се одвиваат на континентот. Знаеш, кога ги водиш Европските либерали, не ги водиш само прашањата на Западен Балкан или балканските прашања, туку раководиш со 7 премиери, со председателот на Франција. Следи реформа на европскиот политички систем, разговарахме и за тоа. Се разбира како и каде ќе бидеме ние балканците во целиот тој систем. Интересно е кога сме заедно кај европските либерали, воопшто нема никаква дистинкција дали некој е членка или не е членка во Европската унија. Едноставно сме заедно и многу што е интересно, како балканско лоби, така не викаат, сме многу јаки. И не може кај европските либерали ништо да помине без да бидеме консултирани, без да бидеме прашани и без да бидеме играни на некој начин, да кажам, вака народски. Значи го разговаравме и тоа, меѓутоа исто така и дека бугарско-македонските односи мора да се разрешат. Навистина е ситуацијата комплицирана, ќе треба храбри одлуки за да се тргне што е можно побрзо кон решавање на ова прашање. Пред се да се разбере во Софија дека идентитетските прашања не може да се допираат, тоа се едноставно работи за кои што нема разговор и од наша страна да се разбере дека некои процеси навистина може да се забрзаат, а не само да се политизираат и да се тргне кон тоа почнување на преговори кое што ни е важно за тоа што го говорев претходно, за 5 години да сме внатре. И би сакал во овие последни 2 минути од разговорот чисто да направиме едно резиме на сето ова што го зборувавме следниве 15 на минути. Кои се твоите реални очекувања за следниот период во однос на нашата земја, во однос на Северна Македонија и Европската унија? Не сум толку оптимист, да ти кажам искрено. Можеме да се лажеме меѓу себе и да кажеме дека се ќе биде прекрасно и дека се ќе се случи веднаш во некој брз период. Мислам дека треба да бидеме реални. Реални не затоа што на Македонија има и се поставува некој последен проблем. Европа е пред генерален проблем. Значи, кога ќе исклучите една моќна земја, како што е Русија, од економскиот, финансиски, глобален систем, тоа секако ќе предизвика голем земјотрес. Кога велам за земјотрес, не е политички само, економски земјотрес е во прашање кој што ќе има последици.
Граѓаните го знаат, гледаат што се случува со цената на нафтата, се гледаат што се случува со цената на прехранбените производи. Тоа сигурно ќе има влијание врз економскиот стандард. Што има влијание врз економскиот стандард, не само во Македонија, секаде има и политички реперкусии, односно граѓаните ќе бидат лути, нервозни како ќе поминува времето, како им се намалува стандардот, ќе расте популизмот. Значи ќе има навистина големи движења кои што ќе се одразат кај нас. Затоа е толку важно да се реши ова украинско прашање што е можно побрзо. Гледав некои од решенијата кои што веќе се на масата помеѓу Русија и Украина за затворање на конфликтот помеѓу двете земји. Гледам дека некои контури се веќе исцртани околу можниот договор Русија-Украина, па да се надеваме дека ќе превладее разумот на истокот на континентот, за да може на граѓаните на Европа да може да здивнат и да гледаат по светлина. Ако продолжи вака, компликтно како што е во последниве месец дена, тогаш перспективите не се нималку розови. Посакувам исполнителен ден денес во Брисел. Навистина доста работи ќе се случуваат денес таму. На лице место се наоѓаш. Верувам дека овие 15 на минути кои што ги одземавме од твоето утро пред да почнат и официјално работните ангажмани за денеска не представуваа некој голем проблем. Емил, благодариме за ова вклучување и се гледаме следен пат во живо во студиото на Македонија наутро. Супер што имавте прилог предходно за пчелите, затоа што баш вчера го разговаравме со некои колеги одека. Многу е важно во Македонија да проработи тој менталитет дека треба да се работи напорно, да се прават бизниси, да се прави производство, македонски производи да произведуваме, да ги консумираме дома, да ги извезуваме Европа, тоа ни е нашиот пазар, и да бидеме економски помоќни. И посакувам успех на сите на вас и убав ден. Убав ден, Емил Киријас беше тоа во живо од Брисел. Муабетевме на тема Западен Балкан и Европската унија. Време е за второто издание на вестите на Македонската